Јаневски, 5 проекти со кои што сметате. Поставувате едно прашање тешко, на кој лесно да се одговори, меѓутоа тоа треба да се направи, да се спроведе. Прво треба да се основат пратеници, да имате мнозинство пратеници во парламентот. Најмалу 5 пратеника треба да имате, па за да некако успевате да влијаете во парламентот. Вака мала партија, средна партија, која размислува дали ќе освои еден или два пратеника, или ни еден, и ове сето што се кажа до сега, и јас да ви набројувам сега, е контрапродуктивно заради следните причини. Тука сте за тоа, да се представите пред граѓаните и да кажете кои се вашите проекти. Јас ќе направам ова, јас ќе направам ова. Тоа е смислата на изборниот начин. Ќе ви одговорам. Се што досега што се прави, треба уште да се прави со поголем интензитет. Поголем интензитет. Што тоа значи? Тоа значи, во земјоделието е многу направено. Преку 500 милиона субвенции се дадени. Уште повеќе. Во земјоделието имаме внатрешни резерви кои не се искористени, да се доискористат. Голем потес е, голем чекор е на владата актуелна, што даде толку субвенции. Мора да реагирам, тоа ми конкретно со 5 мерки. Јас ги бележам, првата е земјоделие. Може една ќе кажам, понатаму би сакал исто така се разбира ако своиме пратени. Условно е тоа, нели? Би сакал исто така да се зголемат платите во администрацијата. Да се зголемат. Понатаму, исто така, бидејќи има потенцијали, има потенцијали заради тоа што бруто домашниот производ треба да порасне за 3,7%, потврден тоа и од минатата седмица. Тоа значи има основа. Значи добро се работи. Понатаму платите во здравството треба да се зголемат. На докторите треба да се зголемат заради тоа што имавме доста недозбирање приватен сектор, јавно здравство и така натаму. И понатаму многу поголема контрола треба да се води на сите тие што злоупотребуваат. Што тоа значи? Тоа значи не плаќаат даноци, па после тоа казните следат. Многу пати се зборува, се критикува управата за јавни приходи, у реду, да, дека е многу строга, точно, велам, треба да биде уште построга. Меѓутоа, луѓето треба да сватат, треба да плаќаат. Даночната политика мора да се води со уште поголеми мерки за да државата го собере тоа што треба да го собере, за да може одредени работи да ги спроведува, нели? Во таа смисла, исто така, Министерството за внатрешни работи со уште поголем интензитет треба да работи, независно што разни недоразбирања се случуваат, меѓутоа контролите треба да бидат уште поголеми. Заради тоа што преку плаштот на демократијата во Република Македонија, на еден или друг начин, често пати критикуваме, ако навистина бидеме засегнати, па не ни чинат институциите, напротив. Институциите уште построги треба да бидат во функција за развој на државата. Толку. Господи Јовановска, истото прашање, 5 проекти, вашето генерално мото е економски просперитет, но